Советниците едногласно на вчерашната седница ги усвоија препораките до Управата за јавни приходи во врска со постапувањето при утврдувањето на даночни обврски за граѓани ангажирани во високоризични воени зони. Во име на засегнатите граѓани на седницата говореше председателот на Сдруженијето на граѓани Правда за сите Зоран Наковски. По добивањето на известувањето, сите бевме изненадени, сите бевме шокирани, сите засегнати граѓани се обратија во подрачните единици на УЈП во Куманово. Од нас беа побарани следните документи: образец 743, договор за работа, иако станува збор за личен документ меѓу работникот и компанијата, банкарски извештај за 2020 година и потврда од МВР за влез и излез од државата. Дополнително доставивме и други докази: пасоши со валидни печати, визи, дозволи за престој, привремени лични карти, како и документи од МВР за пријава, влез и излез од држава. Сите поднесовме барања до МВР и Биро за јавна безбедност, Одел за гранични работи и миграција, за издавање потврда за евиденција на влез и излез од државата. Одговорот што го добивме гласеше дека тие не чуваат податоци 5 години постари. Тука логично се поставува прашањето: како може институција во наша држава да не чува податоци постари од 5 години за своите граѓани, а истовремено УЈП од нас бара документи постари од 5 години од држави кои со години се во воен конфликт и немаат функционални институции, како што е, например, државата Авганистан. Поради краткиот рок пред истекот на застареноста на даночната година 2020, се самоорганизиравме и одржавме мирен и достоинствен протест пред зграда на УЈП во Куманово. Јасно е дека не станува збор само за даночен проблем, туку за прашање на правна сигурност, еднаквост пред закон и институционална одговорност. Ние не бегаме од обврски, ние не бегаме од даноци, не бараме привилегии, бараме само еднаков третман, законитост и почитување на принципот дека товарот на доказ не може да биде ставен исклучително на граѓани кои се соочуваат со институционални ограничувања што самата држава ги има создадено. Иако сите знаеме дека самата таа институција има направено многу пропусти во работењето, известувањето, информирањето, кои по нивни закони се должни да ги извршат. И вие, како и ние, сте дел од оваа заедничка општина. Сигурен сум дека некој од вас, ако не и самите вие, имате близок човек, роднина, пријател, сосед, кој се соочува со истиот проблем што го имаме и ние. Ако не сакате да ја дадете поддршката заради нас, направете го тоа за вас лично и заради вашите најблиски. Денес не бараме политичка поддршка, бараме човечка поддршка, бараме страв, бараме глас што ќе застане зад правдата. Нашиот заклучок е јасен: бараме правично, индивидуално и неселективно разгледување на сите случаи, транспарентност во постапките и почитувањето на принцип на правна сигурност. Токму поради тоа што имате поддршката на Советот на општина Куманово, сте на седница на Совет на општина Куманово. Одржавме 4 координации, на која што мислам дека со овие препораки кои ги упативме до државната институција УЈП, излегуваме во пресрет на вашите барања, а тоа се следниве: да се воспостави ефективна и ефикасна соработа со странски институции и фирми каде што работеле државјаните на Република Северна Македонија во зоните на Ирак и Авганистан со цел обезбедување точни и сигурни податоци што ќе овозможат правично утврдување на евентуална даночна обврска. Значи, овдека што ќе читам и ќе коментирам, ќе дадам збори на сите кој сака да се вклучи во препораките. Со ова велиме многу брзо, ефективно и ефикасно да стапат во контакт со државите во кои што сте работеле
и со институциите и со фирмите во кои што сте работеле за да обезбедат докази. Да изврши проверка на постојните меѓународни договори и можни даночни ослободувања кои би се однесувале на нашите сограѓани кои работеле во војни зони во Ирак и Авганистан со цел да се утврди дали постојат основи за евентуални даночни ослободувања или спречување на двојно оданочување. Што бараме тука? Да се преиспитат сите меѓународни договори кои ги имала Република Македонија со овие држави. Да обезбеди навремено и тековно известување на сите засегнати граѓани, значи навремено и тековно да ви известува, за утврдените факти за постојање, односно непостојање на даночна обврска преку изготвување на конечни решенија изготвување на конечни решенија за задолжување. Значи, да ви известат тековно, постојано да бидат во контакт со вас. Во случај на утврдување на даночна обврска да се овозможи разумен рок за плаќање на ПДД, вклучително и можност за плаќање на рати без пресметување на камата, имајќи го во предвид по долгиот временски период од настанувањето на даночната обврска. И препорака до вас. Советот им препорачува на сите засегнати граѓани и покрај нашите политички заложби препораки да ги искористат сите правни средства предвидени со закон доколку сметат дека е потребно и легитимно за заштита на нивните права. Мислам дека со овие 4 препораки до УЈП, една до вас како засегнати граѓани, Советот излегува во пресред на барањата на Сдруженијето што го формиравте и на сите граѓани кои се во ист кош со луѓето кои членуваат во ова Сдружение. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 25 годишен жител на општина Старо Нагоричане поради постоење основано сомнение дека извршител на 2 тешки кражби од деловен објект и приватен имот и кражба од товарно моторно возило. Откако бил пријавен настан на 9 февруари годинава за физички напад врз 86 годишна жителка на селото Челопек, тој бил лишен од слобода и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Инаку 25 годишникот од Старо Нагоричане осомничен за убиството на 78 годишна жена од селото Челопек во наредните денови ќе биде подложен на психијатриска процена, информира од јавното обвинителство. ОЈО и сите надлежни институции и органи преземаат огромен број действија за обезбедување докази за целосно расчистување на овие настани. Осомничениот е обезбеден и во следните денови ќе следи негова психијатриска проценка од тим на експерти. До овој момент вештиот наот од извршената обдукција на ексумираното тело не е доставен до јавниот обвинител. Во текот на оваа сложена постапка се вршат распити на лица, а ќе бидат обезбедени и сите други потребни докази за целосно расчистување на случаите, но во оваа фаза од постапката во интерес на истрагата не може да се споделуваат повеќе детали, се вели во соопштението на основното јавно обвинителство Куманово. Инаку по завршената обдукција на втората жена за која обвинителството минатата недела нареди ексхумација и обдукција по убиството во Старо Нагоричане, констатирано е дека станува збор за насилна смрт. Од Институтот за судска медицина вела дека се подготвува писмениот извештај кој најверојатно до понеделник ќе биде доставен до обвинителството. Градската библиотека Тане Георгиевски од денеска започна со креативен читачки караван. Првата едукативна работилница се одржа во подрачното основно училиште Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ, а ќе продолжи во сите подрачни училишта на територијата на општина Куманово со цел доближување на книгата и развивање читачки навики. Денешната креативно-едукативна работилница беше за јакнење на самодовербата, градење на добри навики и употреба на волшебни зборови, информира директорката на библиотеката Марија Спасовска. Целта на оваа посета е приближување на книгата кон најмалата читачка публика. Иако нашето училиште има плодна и успешна соработка, би спомнел дека сите второделенчиња бесплатно се зачленуваат, но сепак ова е исто така една многу благородна иницијатива за приближување и за развивање на читачката свест на најмалата публика. Започнуваме со нашиот читачки караван, кој се состои од низ работилници со кои ќе доближиме книгата и љубовта кон читањето до сите средини. Овие работилници ќе бидат со најразлични содржини кои
носат порака. Читачкиот караван го започнуваме во подрачното училиште Христијан Карпош, а ќе продолжиме и во сите подрачни училишта на територијата на општина Куманово. До 1 март трае пријавувањето за 5-то издание на детскиот телевизиски фестивал Бисерчиња во организација на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. Секое дете што ќе се пријави добива своја авторска песна и сопствен видеоспот, информираат организаторите. Проектот е поддржан од Министерството за култура и туризам и општина Куманово. Со големо задоволство сакам да кажам дека веќе 5-та година поред го организираме ТВ детскиот фестивал Бисерчиња. Организацијата е во рацете на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. 5-та година задоволството расте, интересот за фестивалот расте. Аудицијата ќе се одржи некаде почетокот на март, значи повикот трае, веќе од 1 февруари е означено како старт, да се пријавуваат сите талентирани и позитивни дечиња кои што сакаат да блеснат на големата сцена во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Целта на ТВ фестивалчето Бисерчиња е да ја потикне детската креативност, љубовта кон музиката и самодовербата кај најмладите. Да создаде простор каде што децата ќе растат преку музика, ќе се изразуваат слободно, а воедно ќе се гради една традиција долги години. Како и секоја година, и оваа година сме благодарни за укажаната поддршка од Министерството за култура и туризам, како и од општина Куманово. Упатуваме голема благодарност до сите училишта, нивните директори, професори, учителки, кои што на свој начин даваат придонес за да го развиваме овој наш фестивал. Тоа го прават со ширење на информацијата дека почнува аудицијата, со ширење на информацијата дека ќе се одржува фестивалчето. Секој на свој начин допринесува детската креативност да застане на сцена и да се прикаже пред целата јавност. Среќна сум што интересот е доста голем. Се пријавуваат различни возрасти, од 5 до 10 ставивме како граница. Секако дека нема да се врати некој детенце кое што е над 10 години, а сака да ја покаже својата музикалност и талент. Конкурсот ќе трае официјално до 28 февруари, тогаш ќе се соберат сите пријавени, ќе се контактираат и ќе одржиме една аудиција. Фазите на ТВ Бисерчиња продолжуваат. Значи, прво оди фазата на аудиција, па оди изборот на дечиња кои што ќе учествуваат, па изборот на теми, па потоа тренираат малку со професор по соло пеење, за на крај да се снимаат аудио и видео записите. Темите си ги бираат самите дечиња по сопствен избор, значи тоа е еден концепт кој што нема да се промени во овој ТВ фестивал, со кој што си делиме од другите. Тие ни кажуваат тема, ние правиме музика, преслушуваме, доколку им се допаѓа, продолжуваме со работа. Песничката со најголем број на прегледи оваа година, како и победникот, да кажеме, на Бисерчиња 2025 е Инес Тодоровска со песничката Желба. Таа оваа година ќе си добие бесплатна песничка со сопствен спот. Значи, тоа е правилото кое што го поставивме и ќе трае и понатаму. За 2026 година, значи, најголем број прегледи до следната аудиција останува победник. Во име на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс упатувам покана до сите талентирани дечиња и нивните родители да се пријават за овогодинешното издание на Бисерчиња 2026, бидејќи како за 5-то јубилејно издание ветуваме уште поголема организација. Пчеларското здружение Пчела од Куманово континуирано работи на доедукација на своите членови и размена на искуства со стручни лица од областа на пчеларството од земјите од регионот. Вчера вечер во Занаетчиски дом се одржа предавање на тема Работа на пчеларник преку цела година со посебен осврт на правилно зазимување на пчелните семејства во недостаток на полен. Предавач беше магистар Лев Плужников, веле пчелар од Република Србија. На предавањето присуствуваа и колегите на кумановските пчелари од Крива Паланка. По планот на нашата едукативна програма, денешен гостин е господин магистар Лев Плужников, кој ни доаѓа од Сталаќ, од Република Србија. Тој е веле пчелар, магистар по биолошки науки, пчелари со преку 1000 кошници, има мала, да кажеме, фабрика за пакување и производство на мед. Ние како здружение 2021 година, после короната,
Бевме гости кај него, нашето здружение, со еден полн автобус, убаво видовме све како се работи и најбитно од се што останавме пријатели. Господин Плужников бил кај нас 2017 година, има одржано предавање, сега повторно 2026 година, после 9 години е повторно во Куманово на наша голема радост. Во ова наша едукативна програма 2025-2026 ќе имаме уште две предавања, наредна среда со наши пчелари практичари и последната среда на 11 март ќе ни дојде доајенот на македонското пчеларство господин професор Ицо Китанчев од Охрид. На 12 март заминуваме за Словенија на едукативна екскурзија која ќе трае 4 дена, ќе посетиме преубави места, пчеларски гости ќе бидеме на Пчеларскиот сојуз на Словенија. Од Република Македонија одат 110 пчелари, а од нашето здружение од Куманово 40. Се трудиме да ги обединиме сите заедно, да сите заедно ги размениме нашите мислења, да сите предложиме што може да се направи и така да излеземе пред владата, односно пред Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Овде ќе бити речи о исторiji моje porodice. Govorit ću nešto o polenom prahu i korist polenog praha kroz letnji razvoj i uzimljavanje pčelinjih društava. A u svakom slučaju da će biti mesta i za pitanja i odgovore. U svakom slučaju da dugo pčelarim sa većim brojem košnica na našem terenu, u smislu da ima sad oko 600-700, znači bilo je i preko 1000. Radili smo na tome da što manje rada uložimo po pojedinačnoj košnici, a da imamo odgovarajući prihod praktično od čega možemo da živimo. Znači, moja porodica živi od 65. godine, kao i jedini izvor prihoda su pčele, praktično mi smo profesionalni pčelari. Kad je Srbija u pitanju, javlja se jedan malo teži moment za pčelara, a to je da nema dovoljno meda u zadnjih 5-6 godina, zbog klime ili zbog nekih sličnih dešavanja što ima. Makedonija nije imala kišu, recimo, u prethodnim godinama, ali zato je ova godina, 27. interesantna po kišnik. Imam neku informaciju da je palo 600 ml kiše za ovaj kratki period od 2-3 meseca.